Добра вечер за никогаш непобедено Драчево. Добра вечер за бастионот на довербата на ВМРО ДПМН. Добра вечер за Кисела вода. Добра вечер за Скопје. Добра вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани министри, почитувани пратеници во парламентот на Република Македонија, почитуван актуелен градоначалник на општина Кисела вода, господин Маријан Ѓорчев, почитувани членови на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, почитуван кандидат за градоначалник на општина Кисела вода, господја Билјана Беличанец Алексич. Почитуван кандидат за носител на советничката листа на општина Кисела вода, господин Трајче Донев. Почитуван носител на советничката листа на градот Скопје, господин Владо Поповски. Почитувани жители на општина Кисела вода. Општина Кисела вода е најстарата општина во градот Скопје и во Република Македонија, која во себе содржи рурален и урбан дел. Општина Кисела вода е бастионот на довербата на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Се сеќавам, пред 4 години бев овде пред вас. Ја побаравме довербата за кандидат за градоначалник на градот Скопје. Ја добивме вашата доверба. И со вашата доверба станав градоначалник на градот Скопје. Јавно ви се заблагодарувам за тоа. Таа доверба беше голема чест за мене. Воедно беше голема одговорност. Да се реализираат проектите кои што беа ветени во изборната програма во 2009 година. Од првиот ден сонував и знаев дека ќе застанеме после 4 години овде пред вас. Го знаев овој ден, кога треба да дадеме отчет за она што сме го сработиле во изминатите 4 години. Јас и мојот тим работевме макотрпно во овие изминати 4 години. Работевме дење и ноќе, посветено домаќински и отчетно, за да може да ги реализираме проектите кои што ви ги ветивме во изборната програма. Почитувани присутни, благодарение на таа посветеност, благодарение на таа макотрпна работа, реализирани се повеќе од 500 проекти во градот Скопје. Тие проекти се содржани во овој отчет, кој што е даден пред вас за нашето 4-годишно работење. Во овој отчет има програми и проекти кои што се реализирани во сите 10 општини во градот Скопје. Со овие проекти го сменивме ликот на градот Скопје и покажавме дека Скопје може да биде вистинска метропола на Република Македонија. Метропола како што доликува на една држава кој што е Република Македонија. Реализиравме многу булевари, 7 булевари. Ако некој за 2 мандата реализирал 2 булевари, ние за 1 мандат направивме 7 булевари. Направивме кружни токови, кои што го подобрија движењето на раскрсниците во градот Скопје. Изградивме мостови на реката Вардар и на реката Серава. Исто така ја подобривме и хигиената во градот Скопје. Набавивме 60 нови камиони. Набавивме 60.000 канти за смет. Тие канти ги поделивме на вас, на граѓаните на градот Скопје, на граѓаните на Кисела вода и на граѓаните на Драчево. Го подобривме зелениното во градот Скопје. Засадивме повеќе од 45.000 нови дрвца во градот Скопје. Направивме нови зелени површини, нови паркови, нови цветни површини. Градот Скопје стана цветен град. Јавните предпријатија финансиски ги оспособивме да бидат финансиски стабилни. Набавивме опрема за нив, така да тие јавни предпријатија сега веќе се лицето на градот Скопје. Без добри јавни предпријатија не може да се биде добар градоначалник. Без добри јавни предпријатија не може да имаме и добар град.
Затоа во изминативе 4 години нашите јавни предпријатија станаа финансиски стабилни и ефикасни јавни предпријатија. Исто така, би сакал да се заблагодарам на владата на Република Македонија, која што ни даде голема подршка во реализација на сите овие проекти, преку Министерството за финансии, преку Министерството за транспорт и врски, преку Министерството за внатрешни работи. Без нивната подршка немаше да бидат реализирани овие проекти. Имавме и конкретни проекти од владата на Република Македонија, а тоа е набавка на 316 нови автобуси за јавното сообраќајно предпријатие или комплетна обнова на возниот парк. Тоа е нешто што не се случило во изминативе 50 години. Сега градот Скопје има модерни, убави и ефикасни автобуси за јавното сообраќајно предпријатие. Голема благодарност до премиерот на владата на Република Македонија, до господинот Никола Груевски, за неговата посветеност, за неговата љубов кон градот Скопје. Не сме имале досега премиер кој што толку се интересирал и толку вложувал во градот Скопје. Резултатите се видиви и затоа, почитувани присутни, заедно со владата, заедно со општина Кисела вода, ги направивме сите оние проекти кои што се во општина Кисела вода. Нашиот слоган во 2009 година беше "Заедно можеме повеќе". Благодарение на тој слоган, резултатите се видливи во цело Скопје. Затоа, почитувани присутни, би сакал да ви се заблагодарам на довербата што ми ја дадовте во 2009 година и да ги видите резултатите кои што ги направивме во градот Скопје и во општина Кисела вода. Тие резултати се видливи, меѓутоа ние би сакале да ве подсетиме на нив. Ќе кажам само неколку од нив кои што ги реализиравме овде во општина Кисела вода. Во 2010 година ја реконструиравме Првомајска од Маркова река па се до Пинтија. Веќе нема коловоз кој што има многу дупки и коловоз кој што навистина представуваше проблем за движење на граѓаните на Драчево и на останатите општини кои гравитираат овде. Го реализиравме булеварот Србија од Јане Сандански па се до фабриката за цемент. Веќе драчевчани и останатите немаат проблем на таа раскрсница. Долги колони се создава при движењето по таа раскрсница. Веќе тоа е минато. Тоа е една модерна раскрсница која го подобри сообраќајот во овој дел на градот Скопје. И што е најважно, онака како што и ветивме во 2009 година, реализиравме дел од булеварот Борис Трајковски поранеш на Првомајска, од рампа Кисела вода се до почетокот на Окис. Не беше лесно, затоа што имаше многу нерасчистено имотни правни односи, преку 430. Меѓутоа, тука беше владата на Република Македонија со своите министерства, тука беше општина Кисела вода, тука беше Мајран Ѓорчев и заедно со граѓаните на општина Кисела вода успеавме да реализиравме оваа сообраќајница. И оваа сообраќајница ја отвори Кисела вода. Веќе Кисела вода не е темно сокачена Првомајска. Веќе Кисела вода е модерен булевар кој што веќе е одлика на општина Кисела вода. Тоа го направивме за вас, за граѓаните на Драчево, за граѓаните на Кисела вода, заради тоа што континуирано ни давате подршка во изминативе 20 години. Ние сме должни тоа да го направиме. Ви го должиме тоа и затоа тоа го работиме. Не заправме тука и помогнавме на Кисела вода за реконструкцијата на улица Иван Козаров, на подекот од крстосницата на Досите Обрадовиќ се до улицата Божидар Аџијата во должина од 340 метри. Помогнавме на Кисела вода исто така во реконструкција на 4 улици во населеното место Усие. Улица 1, 2, 3, 4 и улица 22. Ќе продолжиме и понатака да помагаме. Би сакал да истакнам дека исто така во општина Кисела вода е општина во која што ми имаме најдобро собирање на смет. Бидејќи општина Кисела вода и Маријан Ѓорчев набавија 2 камиони кои што ги дадоа на комунална хигиена за собирање на смет во тесните улички, во Припор и во останатите делови. Ете така се сака Кисела вода, така се сака градот Скопје, со дела кои што значат подобар живот на граѓаните, дела кои што значат подобра иднина, дела кои што значат одговорност, дела со кои што сакаме да покажеме
Како се работи домаќински. Така се работи во ВМРО ДПМН, домаќински и очетно, не само во градот Скопје, во сите општини во Република Македонија, онамо кај што се градоначалниците на градот Скопје, тие работат домаќински и очетно. И затоа ВМРО ДПМН не случајно ја добива довербата од граѓаните на Република Македонија, од граѓаните на градот Скопје. Би сакал исто така да напоменам дека во изминативе 4 години го донесовме и генералниот урбанистички план. Најважниот документ кој што се донесува во градот Скопје, се донесува на секој 20 години. Неговото донесување градот Скопје го чинеше 3 милиони евра. Меѓутоа, тој генерален урбанистички план ќе овозможи во наредниот период развој на градот Скопје, ќе овозможи легализација на сите нелегални градби во градот Скопје и во општините во градот Скопје. Покрај тоа се донеси законот за легализација од страната на владата на Република Македонија, од страната на парламентот на Република Македонија. Се даде можност 350.000 домаќинства во Република Македонија да може да ги легализираат своите нелегални градби. А тоа ќе го направат и во градот Скопје. Се работи макотрпно 2 години за да може да се легализираат. Се надевам дека тоа ќе биде за некоја година или 2. Почитувани присутни, се тоа дела кои што се во интерес на граѓаните на Кисела Вода и на граѓаните на градот Скопје. Почитувани присутни, морам да напоменам дека не се работеше само во Кисела Вода. Градот Скопје работеше во сите 10 општини во градот Скопје. Не беше заборавена ниту една општина, ниту Сарај, ниту Ѓорче Петров, ниту Карпош, ниту Центар, ниту Аеродром, ниту Газивова, ниту Чаир, ниту Бутел, ниту Шуто Ризари. Онака како што доликува на еден градоначалник на градот Скопје, да не ги запостави своите жители, да може да оправда довербата која што доби во 2009 година. Почитувани присутни, сето тоа немаше да биде направено доколку немавме поддршка од Советот на градот Скопје, од советниците на градот Скопје, од мнозинството на Советот на градот Скопје. Имавме тесно мнозинство, со многу мака, меѓутоа сепак успеавме да се донесат одлуките во Советот на градот Скопје. Одлуки за да може да се гради булеварот Борис Трајковски, за да може Борис Трајковски да се реконструира, да може да се гради булеварот Србија. Се тоа одлуки со кое што му се дава можност на градоначалникот на градот Скопје да ги реализира тие проекти. Затоа е многу значено да имате мнозинство во Советот. Затоа ќе ве повикам, покрај за градоначалник на град Скопје, да гласате и за Советот на градот Скопје. Почитувани присутни, не е само од тоа што е направено, тоа што било предвидено со програмата. Направени се проекти кои што не биле предвидени по програмата, а кои што произлегле од вас, од граѓаните на општина Кисела Вода. Јас како градоначалник на градот Скопје, заедно со сите директори на јавни предпријатија и раководители на сектори, 8 пати ја посетивме општина Кисела Вода на состаноци на кои што беа присутни сите председатели на местни заедници, во кои што ги кажуваа проблемите, а ние моравме да ги решиме. Моравме заради тоа што сметавме дека тие се од интерес за граѓаните. Само така се работи, со континуирана соработка, со континуирано слушање на проблемите и нивното решавање во градот Скопје и во општина Кисела Вода. Во изминативе 4 години, сето она што се направи, содржано е во овој очет. Очетот на градот Скопје. Тука се проектите кои што се реализирани. Тука се парите кои што се вложени, вашите пари. Тука се проектите во кои што се вложени тие пари. Ете така се работи, со очет пред граѓаните кои што ви ја дале довербата. Така работи ВМРО ДПМН, така работи коалицијата за подобра Македонија. Почитувани присутни, вечерва сме овде пред вас, за уште еднаш да ја побараме довербата, за уште еден градоначалнички мандат, да продолжиме со реализација на проекти, да продолжиме со она кое што сме го почнале во овој период, да продолжиме со проекти кои што ги има во оваа изборна програма 2013-2017 година. Оваа програма
Работена е заедно со општините во градот Скопје, со секоја од 10 општини, со општина Кисела вода. Работена е со владата на Република Македонија, со Министерството од владата на Република Македонија. Работена е со стручни луѓе од сите области од секојдневното живење во градот Скопје. И што е најважно, работена е со вас, со граѓаните на општина Кисела вода, со граѓаните на Драчево, со граѓаните на градот Скопје. Затоа оваа програма е програма која што ги содржи сите оние проекти кои што можат да се реализираат во оваа година. Во оваа програма има проекти кои што се означени за општина Кисела вода, а тоа е продолжување со проширување на булеварот Борис Трајковски. Продолжување со булеварот Србија према Припор и со многу други проекти кои што се значени за општина Кисела вода. За да реализираме оваа програма, потребно ние да добиеме доверба во Советот во градот Скопје, да добиеме мнозинство, да гласате за број 4, за господинот Владо Поповски. Потребно е исто така да избереме господјата Билјана Беличанет за градоначелник на општина Кисела вода и заедно со неа да ги реализираме проектите во оваа изборна програма која што се за општина Кисела вода. И не се сомневам во тоа. Потребно е да гласате за Трајче Донев, за носителот на советничка листа, за да може да и помога на Билјана Беличанет. Ја бараме вашата доверба, уште во првиот круг, да победиме овде во Драчево и сите заедно да славиме на плоштадот на Република Македонија. За ВМРО ДПМН во овие избори во градот Скопје нема втор круг, има само прв круг, заради тоа што многу работевме, многу направивме и за тоа што имаме програми со кои што ви ветуваме подобра иднина на градот Скопје. Да живее Драчево, да живее Кисела вода, да живее градот Скопје, да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави!